еден од приоритетите на новата влада ќе биде во споставување на целосно нов систем за отстранување на сите форми на дискриминација. За таа цел ќе реформираме Комисијата за заштита од дискриминација, која ќе прерасне во независно, стручно тело со зголемени надлежности и капацитети и составено од лица кои што навистина се посветени на заштита од дискриминација, спротивно на ситуацијата сега, каде што едни од најголемите промотори на хомофобија, национализам и дискриминација се натре во оваа комисија. Тоа значи дека ќе извршиме промена и на Законот за заштита од дискриминација. И тука сме, не сум само ја представник на парламентот, тука и Маја Марчина на дом, така што веќе по-присутни сме од сите партии представници од собранието на овие дебати. Ќе спроведуваме, како што веќе неколку пати кажавме, и обуки на судиите за препознавање на дискриминација со цел да се обезбеди ефикасна судска заштита. Премногу пати сме биле сведоци на насилство предизвикано од омраза, кое што се квалификува од страна и на Министерството на внатрешни работи, и на обвинителството, и на крајот, најтрагично страна на судиите, како многу дело со пониска вредност, односно пониска степен на приоритет. Македонија, викаме, ќе биде земја без дискриминација. Секој треба да ужива во своите човекови права, без дискриминација, независно од неговата сексуална ориентација. Тука ја покажуваме и нашата заложба кон почитување на правата на сите граѓани, вклучително и на припадниците на ЛГБТ заедницата. Оваа категорија на граѓани во овие години јавно признаваме дека беше едно од најдискриминираните граѓани во државата. Еден е само од примерите, дека се уште не е расчистен случајот на нападот во Стара Чаршија, каде што група насилници го нападна инфоцентарот на ЛГБТ заедницата. И ова беше начин, политика на претходната власт, на новата опозиција, како тие се справуваат со своите неистомисленици. И овој напад на инфоцентарот во Стара Чаршија не се разликува во ништо од нападот во собранието од пред 2 недели, од нападот на општина Центар од 2014 година, или можеби од нападот на студентите на площадот кога се бунеа против изградбата на црквата. Апсолутно беше промовирано насилството и дискриминацијата од врвот на политичката елита на власт. Во нашиот план за живот, нашата програма, се обврзуваме дека лицата со различна сексуална ориентација ќе бидат апсолутно заштитени од страна на институциите. Дополнително ќе ратификуваме и Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство од 2011 година и апсолутно се залагаме за обградување на сексуално образование во училиштата. Овие мерки од програмата се значени и свесни сме дека нивното остварување работата не е завршена. Значи треба да одиме чекор по чекор. Свесни сме дека нема преку ноќ да ја смениме перцепцијата на граѓаните на општеството. Цели генерации на ученици пројдоа низ основно образование и средно образование, бомбардирани со сосема друг вид на пропаганда и промоција, мотивирање на дискриминацијата и на насилството како начин на справување со неистомислениците. Напротив, апсолутно, како известно е сега веќе нова влада, ќе бидеме партнер и на граѓанскиот сектор во било кој аспект, но особено и на организациите кои што работат на заштита на дискриминација на припадниците од ЛГБТ заедницата, за секаков вид на соработка, затоа што вие сметате дека може да ја подобри ситуацијата и надвор до она што веќе го кажуваме. Значи, чекор по чекор, закон по закон, човек по човек. Државата ќе застане во заштита од дискриминација, насилниците ќе бидат идентификувани и казнети, за разлика од сега кои што се прикриваат. Време ќе дојде на правда и на правна држава.